Граѓаните на референдум треба да се изјаснат дали го прифаќаат договорот, кој што имплицира уставни измени. Како може да се изјаснат ако не знаат како тие уставни измени ќе изгледаат? Може ли да одговорите на непостоечка работа? Никој не ги знае уставните измени затоа што истите се кријат. Факт е дека тие уставни измени се кријат. Јас прашувам јавно, што е спорно во преамбулата и што ќе се менува? Асном ќе се менува или Крушевската република? Што е спорно во членот 3, кој што за граѓаните се однесува на територијалната целовитост на Република Македонија? Проблем е територијалната целовитост на Република Македонија, ќе се даде можност да се дели Република Македонија. Што е Не, само поставам јавни прашања. Што е проблемот? Не велам дека е така, поставам јавни прашања. Што е проблемот член 49 кој што се однесува на односите на Македонија со своите национални малцинства надвор од државата и финално на кој начин ќе изгледа таа промена во уставот каде што Република Македонија треба да биде заменета со Република Северна Македонија. Ова се легитимни прашања на кои што народот мора да добие одговор. Понатака, околу договорот. Кој е механизмот и која е гаранцијата дека на секој отварање на поглавје од страна на Грција нема да имаме нова блокада согласно членот 8 од овој договор, затоа што нема да им се допаѓа некоја одредба во наш учебник по историја или некој научен труд на било кој од оние што се занимаваат со наука. Понатака, која е гаранцијата дека една многу помојна и поголема држава од нас како што е Грција нема да ја употреби целата своја дипломатска мрежа да ги прави овие блокади и зошто некој се согласил на ваков еден договор. И финално, најлегитимното прашање кое што постои во јавноста е на кој начин е овој договор дискутиран. Затоа што во текот на преговорите Димитров ја направи најголемата грешка. Излезе од форматот на Обединетите нации. Обединетите нации се поставени така да им помагаат на послабите и помалите како што е Македонија во споров. Со почетокот на директни преговори министер за надворешни со министер за надворешни и премиер со премиер, Македонија се стави во крајно подредена позиција, се стави во позиција да биде предмет на притисоци и на уцени и да добие ваков договор. Паралелно на тоа, на премиерот му течеше судски спор во Скопје, кој што апсолутно го девалвираше и кој што заврши само неколку дена со ослободителна пред да се потпише договорот, за снимка која што сите ја видоа освен судството и обвинителството, и ние дојдовме во ситуација да го имаме најлошиот договор во историјата на овие преговори. Понатака, се поставува уште едно прашање. Како е возможно да потпишете ваков договор и да тврдите дека ова е најдоброто што можела државата да го добие и после тоа да се цврти целата дебата што ќе правило ВМРО-ДПМН. Не е овде битно што ќе прави ВМРО-ДПМН. Ако е толку добар договоров, ако сите се толку сретни, тоа значи дека не 900.000, 1,5 милион граѓани ќе излезат, ќе гласаат за и ќе заврши работата.